Сега ќе завршиме конечно со трубиве. Мијата сабота направивме една внимателна споредба на сите 7 труби и сите 7 чаши на Божиот гнев, односно 7 зла. Забележавме некои сличности на труба со чаша. Меѓутоа забележавме доволно разлики кои што упатуваат на заклучокот дека 7 труби не мора да бидат исти што и 7 зла. Не мора да бидат исти. Мене на почетокот ми изгледаше дека постои некој преклопување. Меѓутоа, денес ќе прочитаме некои стихови, што веќе ги прочитавме, но ќе ги издвоиме како посебни, за да откриеме дали е точна една теорија која што постои денес, а тоа е следната теорија. Дека редоследот на трубите и чашите наводно ќе биде ваков. Прво ќе бидат 6 труби, прво 6 труби ќе затрубат, после 6 труби ќе бидат излеани 7 после чаши на Божиот гнев, после 6 труби, и на крај ќе затруби 7 труба, после сите 7 чаши на Божиот гнев. Така гласи таа теорија. Не е моја таа теорија. Постои од страна на некои алтернативни толкувачи на откровението. Се разбира нова. И тие се појакуваат на следните стихови. Кога се работи за чашите на Божиот гнев, што ги читавме во 16 глава, тие се најавени уште во претходната 15-та. И ја би сакал да ги прочитам последните стихови од 15-та глава, бидејќи таа глава не е многу голема, ај па не е лошо да ја прочитаме целата, што не е толку голема. Да почнеме, значи, од 15-та глава, првиот стих. Откровение 15 глава, првиот стих. Овде во овој превод, како наслов на главата, стои 7 ангели и 7 последни казни. Зошто, дали е оправдан овој наслов од самиот библиски текст? Дека 7 чаши на Божиот гнев се последни казни. Што вели првиот стих? И видов друг знак на небото, Откровение 15.1. И видов друг знак на небото, голем и чуден. 7 ангели, што ги држаја 7 последни казни, зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. Дали е вака и во други преводи? Дали се наречени последни казни? Добро, дали се последни? Последни зла, последни порази, со кои што завршува, или ќе заврши Божиот гнев. Од тука, значи, постои уверување дека 7 чаши
ќе бидат излеани на крај, затоа што се наречени последни казни или последни зла. Продолжувам понатаму и видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победијат зверот и неговата биста, неговиот лик, ми е многу смешно, смешен превод. Неговиот белек, односно жик, и бројот на неговото име. И повторно бројот е број на неговото име, овде, како и во 13 глава. Стоje на тоа стаклено море и има харфи Божии. Сакате ваков инструмент во своите раце? Да, тоа вук, нели? Не, кој превод да имаш таму? Стариот, тој е стариот, да, гаврилскиот. Добро. И ја пеја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето, велејки: големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже Седржителе. Праведни и вистинити се Твоите патишта, Царе на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и неке го прослави името Твое? Зашто само Ти си свет. Зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи се појавија Твоите праведни судови. Потоа видов, ете на небото се отвори храмот на скинијата на собранието, односно небесното светилиште, и излегоа од храмот 7 ангели, што ги држеа 7 зла, облечени во чисти и светли облеки од ленено платно и опашани преку градите со златни појаси. Свештеничка облека. Ангелите се свештениците во небесното светилиште, а Христос првосвештеник, вечниот првосвештеник. И едно од 4 животни на 7 ангели им даде 7 златни чаши, полни со гневот на Бога, кој живее во вечни векови. И се исполни храмот со дим од славата на Бога и од силата Негова. И никој не можеше да влезе во храмот, додека не се извршија 7 казни на 7 ангели. Што асоцира повторно ова? Никој не можеше да влезе во храмот. Храмот исполнет со славата Божија. Значи дека нема веќе посредување за милост. Слична тема како и во 8 глава, пред најавата на трубите. И повторно таму имавме опис што се случува. Нешто се случува во храмот. Еден ангел ги заселил со кадилницата молитвите на светиите, а потоа ја зел, ја наполнил со жар, со оган и ја фрлил на земјата. И тогаш вели 7 ангели, кои што ги имаат трубите, се подготвија да трубат. Сега да се вратиме кај 9 глава. Остали го прочитав цел? Да. Цел глава ја прочитав 15. Целиот текст. 9 глава, ако се сеќавате минатата сабота, го прочитавме следниот текст. Една битна разлика што забележавме помеѓу трубите и чашите беше што трубите како да најавуваат некое делумно уништување, третини особено. Додека кај чашите тоа го немаше. Кај чашите беше се. Комплет. Кај трубите пак само зелената трева, што ја забележавте минатата сабота. Да се подсетиме дека нешто карактеристично кај трубите беше следново. Откако затрубија 4, значи, после
четвртиот ангел. Потоа прочитавме 13-тиот стих од 8 глава, кој што вели: и видов и чув еден ангел, не орел, како лета среде небото и вика со висок глас: тешко, тешко, тешко на оние што живеат по земјата од другите трубни гласови на трите ангели што ќе трубат. Значи, последните три труби, петата, шестата и седмата, се специјално наречени три, како да го преведеме тоа на македонски, три офлере мајко. Три, на српски велат, јао. Таков е и соодветниот грчки збор лелек. Така пишува? Тројно зло. Добро, некаде го ги превеле како три зла. Како нешто специјално. И видевме што беше толку специјално во описот на петата и шестата труба. Да не ги читаме повторно. Но сега во деветата глава, на крајот, 20 и 21 стих, само на нив да се подсетиме. Откровение 9 глава, 20 и 21 стих. А другите луѓе, што не загина од тие зла, значи од петата и шестата труба, или првите две зла, првите два лелека, така да ги наречем, не се покаја за делата на рацете своји. Та да не се поклонуваат ни на ѓаволи, како овиот, новиот светски поред, соросоидиве, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. Значи, 115 псалми денес актуелен од 21 век. И не се покаја ни за убиствата своји, ниту пак за вражбите своји, ниту за блудството свое, ниту за кражбите своји. Значи за сиот свој неморал. Зошто не се покаја? Зато што не може да се покаја, да го кажам. Таков сличен опис имаме и кај чашите. Луѓето ги гризеа своите јазици од болка. Например, 16 глава, 9 стих, кај четвртиот ангел кој ја изли својата чаша врз сонцето, и силна жега ги опфати луѓето и го похулија името на Бога кој има власт над тие зла и не се покаја да му оддадат слава. Како завршуваат седумте зла? Да се подсетиме и на тоа. Седмиот ангел ја изли, значи после Армагедон, после шестото, седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика: се сврши. И имаше светкавици, громови и гласови. И стана силен земјотрес, таков голем и силен потрес, каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела и градовите на незнабожците паднаа, а великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа и гори веќе не се гледаа. И град голем како талант падна од небото на луѓето. Тука пише уште еднаш да повторам, околу 45 килограми зрно град. А луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. Тоа е седмата чаша. Седмата чаша е опис на што? На зла, како и претходните 6. И сега ова теорија вели, прво трубат
6 труби со своите делумни зла. Потоа 7 ангели ги излеваат 7 последни зла, затоа што така се наречени, последни порази. Значи 6 труби, 7 чаши и на крај се завршува со 7-та труба. Еден ваков малку обратен редослед. Се завршува на крај со 7-та труба. Зошто? Веројатно затоа што 7-та труба само по себе не представува никакво зло, туку представува што? Забележите 11 глава, 14 стих, Откровение. Сега, знаете, немаме време. Тука може да ви се родат многу прашања. Зошто па е ставена 10 глава во сендвич? А таму се вели, повторно треба да проповедаш, нели? Ако се сеќавате. Знаете, 11 глава, како традиционално се толкуваше во времето на пионерите, па Француска револуција, па на крајот таму, кога се отвори храмот, на крајот од главата, со подигањето на адвентистичкото движење, адвентното движење во 19. век. Но, од друга страна, Елена Вајт има други текстови, кај што целата 11 глава ја става во иднина, што значи, сите символични пророќства се такви по својата природа, кои што можеме да ги примениме, како и трубите, на настани од минатото. Меѓутоа, можат да се толкуваат и за допрва, настани што допрва ќе следат во иднината. Например, Елена Вајт дава поддршка за историското толкување на трубите, како еден вид однапред проречена историја на христијанската црква и сето оно што незе ќе се случува, слично на печатите и на 7 цркви, во големата борба особено, која го опишува историјатот на адвентното движење. Од друга страна, Елена Вајт дава поддршка за тоа што го заклучивме од самиот контекст на библискиот текст, дека 7 труби трубат после завршувањето на времето на милост. Тоа е, природата на пророштвата е таква, што за пророштва не може да правиме догматика, бидејќи само времето, само историјата е единствениот судија кој што покажува дали некој толкување е погрешно или точно. 14 глава, од 14 стих, се извинувам, од 11 глава, вели, значи, повтор се споменува оној земјотрес, што го прочитавме кај Злато, во 16 глава, 7 чаша. 13 стих, во тој час ќе настане голем земјотрес и 1/10 од градот ќе се сруши и од земјотресот ќе загинат 7000 човечки имиња, другите па ќе се исплашат и ќе му одадат слава на небесниот Бог. Видите па ова се. И след 14 стих, второто зло мина. Ете, брзо иде третото зло, односно третиот лелек. И шо е третиот лелек? Ако ја прочитаме уште еднаш, 7-та труба, 15 стих. Затруби и 7-миот ангел и по небото одекнаа силни гласови кои викаа: Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Ова не е никакво зло. Ова е последниот триумфален, така да речеме, восклик. И потоа се споменува што ќе кажат 24 старешини. Значи, она третото зло или третиот лелек што следи, теоријата толкува дека се 7 последни зла, после 6-та труба, а на крај све завршува со 7-та труба. Се разбира, ова не мора да биде точно, ова е само една теорија, што ја изложив. Но наше да ја читаме книгата на Откровението, да се молиме, да се храбриме од неја
бидејќи, како што реков мејата сабота, ако бидеме и запечатени живи праведници во тоа време, нема тогаш да се радуваме на овие настани. Небесните жители ќе се радуваат, ќе го слават Господа за овие казни. 24 старешини и останатите. Меѓутоа, запечатените Божии праведници нема да се радуваат, додека не дојде Христос. Тие ќе ги минуваат своите денови на Јаковови маки на земјата. Жигосаните грешници исто така нема да се радуваат. За нив читавме што секој ги снајде. Значи ќе се радуваат само небесните жители, а единствената прилика кога ние можеме да се радуваме на овие настани е сега, во времето на милост. Значи, сега да ја читаме книгата на Откровението, сега да се молиме, сега да се радуваме што Господ ќе ја покаже тогаш својата сила и ќе ги излее своите казни врз овие што ја расипаа земјата и продолжуваат да ја расипуваат, бејќи тогаш и да сме запечатени праведници, нема да се радуваме. Тогаш ќе минуваме низ Јакововите маки. Нека ме фала и слава на Господа.